Почитувани гледачи, добро вечер. Минатата недела во Струга заврши 21-то екипно првенство на Македонија во шах. Шахистите на Кочани, на градскиот шаховски клуб од Кочани, направија по мене еден добар успех, освојувајќи во четвртото место, одма пласирајќи се зад, може да кажам, богатите клубови што имаат многу искусни играчи во нивните редови, но впрочем тоа со вечерашниот мој гостин во емисијата, претседателот на градскиот шаховски клуб Кочани и воедно играчот на третата табла што беше на ова првенство, Милосиев. Добро вечер. Сакам Добро вечер. Добро да си поминеме и малку да поразговараме околу ова, бидејќи оваа тема е доста актуелна, беше минатата седмица во Кочани, и ако многумина зборат дека шахот не го следат, меѓутоа јас мислам дека беа упорни следејќи ги сајтовето, следејќи телевизиските вести и има некои видувања за она што се случуваше. Пред да почнеме да разговараме за самиот турнир, јас би кажале на работа дали тоа не е тоа ништо мое, него имаше на сајтот на Федерацијата дека ќе видите се со најмногу странски шахисти, вие како клуб имавте пријавено, меѓутоа вие настапивте само со двајца. Па како течеа подготовките, кои беа во екипата и потоа малку ќе позборуваме за самиот турнир. Па вака, за нашата екипа на првата табла, како и поранешните години, настапи Евгений Ерменков, поранешен првак на Бугарија. На втората табла играше Ванчо Стаменков, на третата табла настапив јас, на четврта табла Стојчев Гоце од Виница, мислам наш член, на пета табла бугарскиот играч Гочев Младен и на шеста табла Гоце Георгиев. Ние бевме единствена екипа со 6 играчи, сите други имаа по 9-10 најмалку, што беше за нас хендикеп, бидејќи тешко е во шахот, ќе се случи некоја вечер да не е добар, меѓутоа до тоа не дојде и ние 6 играчи ги игравме сите кола. 6 величествени. Успеавте да одиграте 7 кола. Беше најавено дека ќе учествуваат 8 екипи, но не знам од кои причини екипата од Битола, мислам дека беше 7 ноември, ако не се лажам, таа некако до последниот момент дека ќе учествува и одеднаш се откажа. Меѓутоа за нас е битно и сигурно и за нашите гледачи. Ви во првото коло отидовте игравте со екипата на Прилеп, која во понатомошниот тек од турнирот не направи некои кој знае какви добри резултати, меѓутоа загубивте со 4-2, што беше изненадување по она што јас и ти го разговаравме пред заминувањето околу тоа кој како ќе биде од екипите. Вие налетавте на Прилеп и не знам од кои причини загубивте со 2:4. Па вака имаше повеќе причини за таа работа. Ние Прилеп скоро секогаш го победуваме. Пристигнавме во Охрид во 4, 16 часот беше. Партиите се играа во 16:30. Отидовме во собите, не беа спремни. Сакав малку јас да одморам. И така, мислам, ние преморени сите од патот. Меѓутоа тоа и не е толку битно. Во шахот така е тоа, се наместија позициите, од изедначени, ние на некои табли бевме подобри, меѓутоа шахот е таков. Изгубивме. Првото коло, ајде ќе го тргнеме веќе со Прилеп, меѓутоа второто веќе имавте еден од сериозните конкуренти. Тоа беше екипата на Киселавода, изгубивте со 5-1, меѓутоа во третото коло пак направивте една, да кажам по мене, една вистинска шаховска сензација. Одигравте 3-3 со главниот фаворит и подосна освојувачот на првото место Алкалоид, меѓутоа испуштивте победа. Па добро, Алкалоид е убедливо најсилна екипа. За неја настапија двајца играчи, украинци, еден русин со рейтинг. Двајцата имат по 2700, еден има 2640, а ако ви кажам дека Каспаров и Карпов рейтинг и беше 2640, русите имат 60 поени повеќе од Карпов и Каспаров, тоа се страшни играчи во топ 50 во светот. Меѓутоа не е Алкалоид сигурно, мора да се наместат повеќе коцки
Мислам, за да со таква екипа, иако јас и порано сум ви кажувал, нашата екипа кочани како втор шаховски центар во Македонија, тоа јас редовно го кажувам. После Скопје имаме убедливо најаки играчи и ние не сме некоја екипа која што може било кој да ја победи. Така да на никоја табла не се знае. Иако секоја чесал, тоа е многу силна екипа, професионална екипа, меѓутоа се наместија коцките. Стаменков беше тотално добиен на втора табла. Две и пол сите пет беа партии завршени, остануваше Стаменков, јас и по телефон баш контактирав. Имаше два пиона повеќе што во шахот е добиена, позицијата му беше добиена. Меѓутоа заврши Реми. Со Панчевски мислам дека играше. Беше прво 2,5 1,5 за Алкалоид, јас го добив Богдановски на трета табла, велемајстор. 2,5 Стаменков во добиена, ремизираше и 3-3. Тоа е огромен успех, мислам. На крај, сума сумарум, ајде да не ги анализираме сите надпревари како идеја, бидејќи шахот рековте дека тоа е како ќе се наместат и таблите и моментални инспирации, кој како потез ума. Многу фактори има, да. Многу влијаат фактори, да. Меѓутоа вие освоивте четврто место. За мене реков и на нашите гледачи преку вестите ги запознав со информацијата тогаш дека тоа е сепак еден голем успех. Вие како клуб, посебно еве ти како председател, ај сега ќе тргнам играчката работа што се надпреваруваше како надпреварувачи, како председател. Дали сте задоволни од четвртото место и дали можеше нешто повеќе да се направи? Па нашите реални можности се тие. Ние кога тргнавме на правенството, го посакувавме четвртото место. Иако сме свесни дека можеме со гамбит или кисела вода да извлечеме некој поволен резултат, лани кисела вода ја победивме. Меѓутоа четвртото место за нас е еден солиден пласман. Тие се нашите реални можности во овој момент. Овие трите скопски екипи професионални, како што ви кажав, со нив тешко се излегува на крај, така што мислам дека ние сме задоволни од овој пласман. Да, јас во една прилика разговарајќи со Ванчо Стаменков, тој ми каже, вика, јас сум пријател со Гочев и со Ерменко, доаѓаат да играт за 7 дена престој, ништо друго, а другите клубове сигурно плаќаат. Каква е разликата, дали имате некои сознанија, еве овие професионални клубови, посебно Кисела, Алкалоид, ајде да кажем Киселавода и Гамбит, дали добро ги плаќаат овие нивните играчи? Колку еден играч чини по вас, еве таму? Па мислам Чисто тоа како не е... информација, јас ги знам податоците, ми ги не е тајна тоа. Волокитин од Алкалоид и Украинец. Да. Нивната цена е 1000 евро од партија. Тоа не е, мислам, Киро Ѓорѓиев кога беше исто 1000 евро му од партија. А нашите играчи ниту денар, освен пансионите, мислам, што ги плати. Што ги плаќате, да. Дојдоа со нивна кола, ништо не ги плативме ниту за превоз, така што мислам дека финансиски сигурно најефтино сме поминали од сите екипи. Значи, овие доста плаќаат, 7 партии, 7000 евра, не е мала работа. Па таа е цената на врвните играчи. Дали некојаш мислиш дека Кочани може да си дозволи тој луксус да ангажира некој таков играч? Па вака во овој момент мислам дека тоа е тешко. Еве, ајде сега да кажам и тоа, ние многу сме благодарни на локалната самоуправа, која што мислам ги покрива најголемиот дел од трошковите. Без тоа екипата треба да се растури. Исто ајде во овој момент да ги спомнам, ја бев пријатно изненаден од Ледер, отидов таму и ни пуштија некои средства. Морам да го кажам и Универзал Промет, драги, кој што со години ја помага екипата, е многу заслужен, еден од најзаслужните што екипата функционира. Обстојува. Исто така да се заблагодарам и на Водовод кој што не помага. Од лани морам да ги спомнам и пензионерите, мислам председател Ѓорги Серафимов, така, иако символични средства, сепак луѓето помагаат. Сепак подполните некоја дупка, така? Да, и така екипата обстојува, како што рековте, и мислам навистина ќе биде штета вториот чаковски град во Македонија да се растури екипата. Се вратиме на таа тема, јас друго сакам да ве прашам. Вака, вие сте веќе во години кога и преморот си го чини своето,
имате партии дома играши на компјутер нон-стоп си на шахот. Меѓутоа тоа сепак не шахот е игра што заморува, ако се игра многу долго време. Еве добиената позиција што имаше Стаменков против Панчевски, што имаше алкоолит да го начните, да бидете единствени што ќе сте победиле. Шампионот не успеавте токму ради преморот што го имаше Стаменков. Значи екипата никој не се подмладува. Што е причината и кои се вашите размислувања за перспективата на градски шаховски клуб Кочани со оглед на фактот што еве самиот кажа дека е вториот шаховски центар во Македонија? Па вака ние, еве сега таму во Струга кога бевме, разговаравме со Стаменков да побараме од локалната самоуправа, бидејќи таа просторија на локалната самоуправа, шаховскиот клуб, да пробаме за почеток да го малку реновираме, да се обнове, да почнеме да функционира шаховска школа и овака што се овие врвните играчи сите да држат часови, мислам, на пионери. Тоа го разговаравме, меѓутоа во таква просторија каква што е сега, малку е непријатно деца да доаѓат прашина, нечисто, и кога би се малку реновирал клубот. И на ред кој ќе се стаја у клубот, да се знае кој кога. Па и тоа е исто, да. Тоа не е во план, па ќе видиме. Мислам дека и треба да го оствариме тоа. Интересно за шаховот ти ми беше и минатата година, ако се кажеш пред заминувањето на 20-то тогаш екипно првенство на Македонија. Гост ми беше во една емисија во прекланска година, која ја започнав овој серијал да го правам, односно оваа емисија за тебе која разговарав исто како спортист, начнувавме такви теми. И секој пат беше присутна темата, токму таа млада пионерска школа да се почне. Меѓутоа, некој да нема интерес во градот за шахот. Дали сум ја у заблуда, или на вистина тоа е факт? Па вака сега, мислам, ја многу размислувам околу тоа прашање. Една работа е што сега, едно време, да речеме, немаше компјутери, имаше многу заинтересирани. Кочани има испраќено по 15 деца на пионерско првенство републичко. Сега малку условите се изменети со компјутерите, многу деца се вртат околу компјутерите. Иако, јас ви кажував тогаш, има така прилично голем број на деца кои што играат добро шах. И затоа ние треба да ги собереме тие деца, договаравме, мислам, и да отидеме во сите школи, да видиме кои се тие деца, да ги собереме, да ги држеме часови. И сигурно ние постарите веќе, како што рековте, времето ни одминува, ќе треба полека и да се повлекуваме. Меѓутоа, еве, за тоа не е баш така едноставно, потребни се повеќе работи, и тоа ние сме должни да направиме напори, да воведеме неколку пионери во екипата, мислам, да почнеме со таа работа, и јас се надевам дека во блиска иднина тоа ќе го направиме. Шахот како спорт нема некој кој знае какви побарувања околу опремата. Не сакам да бидам досаден пред нашите гледачи, стално да ги тормозиме со тие муабети, меѓутоа тоа е неизбежна работа, дека за отварање на шаховска школа на вас ќе ви треба 10 до 15 табли, ќе ви треба 10 до 15 часовник. Па у овој град, навистина мислам дека многу и од бизнис елитата и, ајде да кажам, други граѓани поминаа низ тој клуб. Дали може да очекуваш дека токму тие ќе се најдат што ќе изнајдат средства да го помогат, бидејќи да збориме реално една шаховска школа без опрема не може да функционира? Па добро, сега сигурно без ние, например, имаме само 2-3 часовника од пред 30-40 години. Почнавме лани, ама часовниците се многу стари и се расипуват. Инако јас секој месец ќе држев брзопотезни турнири, на кои ще има масовност. Меѓутоа, беве, да речеме 10 часовници по 50 евра, 500 евра. Во овој момент не сме обезбедиле. Кога би имале часовници, ќе имаме
турнири секој месец. Треба тоа да се направат напори. Сега, еве, ти си во шахо, ако не се лажам, 50 години. Од 64 и четврта година, значи, ајде, тоа е пола век, 48 години, една бројка што човек не може да помисли. Разговарахме за условите тогаш кога беше, како се играше шахот. Дали по тебе, еве, напредокот на таа техника, компјутеризацијата, деста се презаситени, дали тоа е еден од услови што не само од шахот, бидејќи ги следеше другите спортови, ги оддалечува едноставно младите од спортот? Дали самата напредок, мислам, на технологијата што е направена техниката е една од причините? Веќе реков, значи сега децата има илјадници игри на компјутерите, наоѓаат рекреација во тие игри. Кога не би постоеле тие, многу деца ќе сакат ќе дојдат во шахот. Инаку сега шахот тоа веќе е јасно. 2500 највисок рейтинг беше едно време, сега веќе имаме 2800. Со компјутерите, мислам, компјутерите наоѓаат потези, тоа го знаете. Шахот е сега на многу високо ниво и сега се тешко игра без подготовки, без спремност. Јас ви реков еднаш, јас до сега и јако полека ќе почнам да намалувам, дневно играв по 300 партии на интернет. Шо си нема работа, компјутер ти земава? Годишно играм 50.000 партии и сум убедливо прв на светската ранг листа по број на одиграни партии. Вториот има 6-7 илјади во светот, што тоа е запишано во статистиката на Play Chess таму. И на мене ми е најпознато колку треба многу, ја не сум некој врвен шахист, ама работа, меѓутоа играм со цел свет и шахот сега е на страшно високо ниво. Овие што ви реков од Русија, играт како компјутери. Замислете еден Андрејкин, првакот на Србија, Иванишевиќ, кој што има рейтинг како Карпов и Каспаров, за 20 и неколку потега, да, за 20 неколку потега го надигра, го направија за никаде. Тоа се играчи, мислам, рамни на компјутери. Преку компјутерот може ли да се учи шахо? Да. Па може компјутер. Али тие се брзопотезни партии. Не, и... Дали има преку компјутерот да се учи шахо? Сега има на компјутерот, на мене ми е понудено 10.000 пати. Ти дават наставник, учител, шо сакаш се има. Значи може сам да се уклучиш и тој да ти држи часове. Да ти кажува шо сакаш, кој... Мислам, тоа е сега... Страшно многу има. Од компјутера можеш да научиш шо сакаш. Па еве да ви кажам, се уклучува рипка има едно, и сега кога ја ставиш партијата, рипката ги анализира сите потези. И таму се гледа, сите варијанти, од А до Ш, мислам, најаките 10 варијанти, и ти можеш страшно да научиш. Инаку нема шанса ако... Точка, колку сати играш дневно шах, бидејќи си ми комшија, мислам, така стан до стан сме, знам дека нон-стоп си на компјутерот, колку часа мислам? Тоа нема никој, јас не знам, таму во студиото, веројатно се вика това е некој млад дечко, па игра по толку. Сум играл од 6 до 18. Па од 20 са бајле до 6. Значи играеш и по 12 часа. Значи враќаш го времето. Па 300 партии. Враќаш го времето кога играше по пожарните исто така. Па тука не. Тука некаде. Да не должиме многу, бидејќи уште на почетокот се договоривме дека емисијата нема да биде како вообичајниот термин со некој подолг карактер. Не сакаме да навлегуваме во други некои теми, ќе останеме за некоја наредна прилика, меѓутоа еве првенството рековме 21-то екипно заврши. Изборивте право на учество и за идната година. Дали нешто вака уште сега ви се врте по глава нешто да планирате или пак ќе се ослоните на она што е? Па основата на екипата е таа, освен што можно е, мислам, за наредната година да се засилиме со уште еден играч
оваа година го имавме го предвид, меѓутоа не дојде. Тие што беа пријавени 5-6 бугари имаше. Еден посилен играч за прва табла, во такви услови веќе ние ќе бидеме далеку посилна екипа. Ще планирате. А што ќе се деси доколку, на првенството учествувате, не ви дојдат по тие појачувањата и едноставно испаднете од таа. Немате после право за учество за народно првенство. Значи, тука шахове веќе почнува да тоне. Тоа и ние го разговараме. Ако еднаш екипата пропадне, веќе тешко ќе се врати. Затоа ние сега ги улагаме сите напори да не дојде до тоа. Инаку ако се испадне, после треба да се играт квалификации за влегување во лигата, што за нас ќе биде тешко и мислам дека враќање шахот ќе пропадне. Ќе нема. Значи, ова вештачко одржување на... Мора да признаме дека е вештачко одржување на шахот, бидејќи кубурите со средства, немате школа немате, не можете 3 години разговараме на таа тема, значи нема школа не е почнала да се направи, значи нема иднина, нема перспектива шахот. И би било навистина за штета, знаејќи кои се луѓе се играле шах во Кочани и колку е бил популарен шахот, и би било штета да пропадне. Дали размислувате да сепак да се обидете да најдете некој патрон, некој спонзор што ќе уноси името на некоја додавка на шаховски клуб Кочани, да има некоја додавка, за да мислам дека ќе може да ги издвои тие финансиски средства. Зашто не се обидете и дали размислувате на таа тема? Па вашите констатации се точни, меѓутоа ние сигурно дека размислуваме и тоа во овој момент. Ситуацијата во стопанството е тешка, економската ситуација е тешка. Јас не гледам некој кој би можел во овој момент да го финансира клубот. Ние бараме, ама никој не сака да кој ќе го финансира. Колку чини едно финансирање на клуб на годишно ниво по твое би чинело? Па 2000 евра, со 2000 евра ќе има доволно. Ние не сме некоја екипа што троши многу. Потребни не се 2000 евра. Сите од овие работи дојде минатата година. Средствата кои што ги добивавме од Агенцијата за млади и спорт се укинати. Знаете, нас не следуваат 19.000 месечно. Меѓутоа со закон тие средства се укинаа и сега ние одеднаш се најдевме во оваа ситуација и ќе се сноѓеме кој како знае. Добро, на таа тема, таа е малку опиплива тема, не сакам да разговарам, бидејќи државата, знам дека и репрезентативците што настапуваат со грбот на државата, што ја представуваат, кои играат надпревари, само што ќе заврши надпреваро, одма домакинот ги собира дресовите, гакиците да не се изгубат, не е тоа само во фудбал, во кошарка, тоа е во сите спортови кај нас. Што значи кај нас моја констатација е дека државата доволно не вложува во спортот и затоа ние немаме спорт. Замисли, ти си одамна во спортот. Ја сега гост ми беше пред месец дена господин Ристо Таков. Разговаравме на тема, ние за прв пат немаме од 68 година борачна олимпијада. Богоевски, сега што е председател на МОК, на Македонски олимписки комитет, каже една многу жална работа, тажна да кажам, дека Македонија доби 4 учесника да учествуваат право, али тоа со вајлд карти. Значи ние не ги исполнил условите за да учествуваме на олимпијада. Ние вложуваме како може да повеќе во разговори, во политика, да бистреме политиката и сите стануваме, секој сме политичар, секој сме лекар, секој на секој се меша во својата работа, ама некој спортот го занемаруваме. Тоа не ме ни чуде. Тоа нема ни да ме чуде ако оваа емисија знам дека ќе ја гледат многумина и од тие што може да ќе сакат да вложат во шахот, да помогнат. И тоа е да упатиме еден апел заеднички уште еднаш да се обидеме. Ти како председател еден апел да упатиш до граѓаните да смогнат сили да се одржи овој шаховски клуб, да се одржи шахот во градот како спорт. Јас уште кога станав председател кажав, јас ќе сторам се шахот да не пропадне. Меѓутоа сега не е овде местото да кажам, јас бев во Ината, во Ледер, во сите фирми. Добро, да не ги споминјаме фирмите, да.
Па на вас, не ли ви е ясно дека ти не можеш да отидеш кај газдата? А не ли јас спонзор да барам? Ќе отидам кај секретарката, јас сум од шаховски клуб, идам да барам средства, остави го писмото и ќе се заминеш. Па добро, тоа изгоро, нека биде еден апел токму од овие емисии, јас што ги правам и со не се само целта да разговараме за спорт, јас сакам еден апел да упатиме. Мислам дека јас сум сепак, да ти кажам, што ми ги спомна овие кои ви помогнале сега околу правенството, ја мислам дека тие луѓе може да ви излезат и во пресрети дека шако ќе се задржи. И дека мислам дека септември ќе биде, крајот на септември, последниот рок кога ќе се набаве таа опрема и дека таман ќе имате време вие септември да ги побарате децата по школите. Па да, ние сега, како што ви кажав, прва обврска ни е таа да отидеме по школите, да се договориме со одредени професори, дали секции, дали значи да збораме, значи може да ако се набави опрема од октомври да стартувате. Па добро, сега јас не можам конкретно да кажам, меѓутоа сигурно дека тоа треба да го направим, иначе шахот неповратно ќе пропадне, тоа е јасно. Ќе биде само за рекреативци. Само за рекреативци. Па за рекреативци ќе биде и сега е таа поголемиот број за рекреативци што доаѓаат во шаховски клуб. Се сложувам, тоа ни е на нас сега прва задача, да видиме. Ние мислам разговаравме веќе во управата на клубот. Иако ви кажувам дека има многу проблеми, не е тоа едноставно да собереш 10-15 дечиња, некој да ги упатува во шахот сега, кога се условите. Сега професионализам во шахот се знае. Треба родителот да го финансира, да оде на правенства. И сега, ако се случи најголемиот талент да е на некои сиромашни луѓе, нема да може да иде на правенство, пионерско. Што е штета и погубно. Добро, Тошко, јас не сакам повеќе да те малтретирам на оваа тема, бидејќи знам дека имаш и други обврски. Едноставно ќе ти се заблагодарам, а ево јас лично од мој име ќе си земам тоа право. Јас еве доступанствениците да упатам еден апел, да можат да помогнат во шахот колку можат. Речи дека таа опрема 10 часовника со табли би коштал не повеќе од 1000 евра. Значи 10 табли, 10 часовника, па мислам дека конечно ќе се најдат луѓе што ќе сакат да финансират. А верувај, у Кочани има такви што сакат да финансират. Само вие не сте ги напипале. Јас ќе се обидам да ги анимирам малку да разговарат со вас. Па добро, јас зборам за, мислам, одредени работи, иначе веќе кажав, има и луѓе кои што помагат, нели, на кои сме благодарни. Да. Не, за школата им беше на мен цело време збор. А за школата добро. Може да ќе се најдат луѓе кои се и мислам, јас сум школата би оптимист, помогнат. Јас сум оптимист, мислам дека ќе се најдат. Почитувани, оваа тема вечерашната уште која договорив со мојот денешен гостин беше да се разговара повеќе на темата за првенството, меѓутоа еве темата малку навлеговме со така во некои други разговори околу шахот. Слушнавте што вториот шаховски град во Македонија доживува во овој спорт и мислам дека ќе се обидете да изнајдете можност и начин сепак преку вашите пријатели некој ако можете да помогнеме на овие луѓе. И упатуваме на апел до бизнис елитата у Кочани, еве нека купат сите по една табла и по еден часовник, верувајте, ќе заработи таа шаховска школа и длабоко сум убеден дека шахистите ќе им бидат најмногу благодарни токму на оние што ќе го помогнат сето ова. Вас ви благодарам за вашето внимание. Ви посакувам пријатен викенд, пријатна седмица и повторно ќе закажам средба во овие летни горештини. Ќе гледам да дојдам до некој нов мој така соговорник, бидејќи си многу тешко се наоѓа во ова летно време. Меѓутоа, тоа е вистината, а она е една единствена. Ви благодарам на вашето внимание уште еднаш. Довидување до следната наша емисија со следен мој гостин.